Пред да ве прашам како станавте пастор, сакам да ве прашам како навлеговте во христијанството. Се родив во православно семејство, меѓутоа не беше религиозно. Растев со различни предизвици и забележав дека копнеам да сум во служба за добро состојба кон луѓето. Меѓутоа тоа не знаев да го изразам и да го разберам кај себе си и тенденцијата за да верувам во Бога и за да се движам по Божиот пат, уште од најрана возраст ја забележаа и моите родители, но не беше во целост тоа изразено од моја страна. Таа состојба некако ја изразував повеќе низ уметноста преку пеење, преку цртање, сликање и во животот можам да кажам дека бев и поет, и пеач, и камераман, и се занимавав со разни работи. Се до моментот кога требаше професионално да се определам и тогаш завршив факултет за физиотерапија, потоа магистрирав. Но во целиот тој процес на моето развивање некако навлегов малку подлабоко со тој интерес за духовноста. Почнав да практикувам различни духовности кои што се познати кај нас како нова епоха учења и кои што библиски би рекол дека не се оправдани, но кај нас немав доволно информација да знам што е добро и што не е добро, бидејќи некако нема доволно познавање за тоа што е она што е по Божја волја и што му е угодно на Бога. И на тој начин навлегов во практикување на рейки, на биоенергии, на различни други прана техники. Зборувам за техники и духовни правци кои што се карактеризираат како духовност, потекнуваат од истокот, меѓутоа може да се комбинираат и со современа психологија. Тоа ме наведе постепено да работам и да правам комбинација помеѓу физиотерапија и тој тип на духовност и веќе да го пропатувам и светот. Имено бев и во Индија, и во Монголија, и во Јапонија, и на различни места, како и во САД. Но со сите тие мои патувања јас некако барав повеќе да се најдам себе си, да разберам повеќе за Бог и за Божиото. Но сето тоа ме доведе до поголеми внатрешни страдања, покрај тоа што работев со пациенти и со луѓе на кои што им зборував колку е важна молитвата и да се свртат кон Бога. Сепак јас лично длабоко искуство со Бога до тој момент немав искусено. Сето тоа кое што го живеев беше еден живот, би рекол, до 2012 година, додека од 16 март 2012 година започнав нов живот да живеам. Тоа се случи на еден неочекуван, спонтан начин, а иницијативниот момент беше патувањето во Израел, каде што предводев голема група на луѓе кои што сакаат да одат на поклонение во Израел. Бев во самата организација на тоа патување, но истовремено пред да отидам искусував длабоки духовни агонии кои што беа поврзани и со анксиозност, и со различни други состојби на страдание кои што не можат да се објаснат само како психички, туку и физички манифестации. Тогаш имав еден порив да си помогнам на себе си или да ги контактирам луѓето кои што се занимаваат со се што е поврзано со исцелителство, но ниту еден не можеше да биде во состојба да помогне, како и техниките кои што јас дотогаш ги практикував, ништо од тоа не можеше да дојде до полза за мојата состојба, напротив би рекол дека пропаднав уште подлабоко. Едва и заминав на тоа патување во Израел и некако маскирав состојба дека сум добар, но јас не бев добар. И сакам да кажам, колку што можам во кратки црти да објаснам за сите оние кои што гледаат, јас сум човек што имав доста голем опит и искуство во се што е она поврзано со модерна психологија, позитивна психологија, со нова епоха доктрини, се што е поврзано со лекување, со духовност. Но кога дојде моментот јас да треба да си помогнам, некако сето тоа видов дека нема ефект, дека само е филозофија и идеја која што може да се земе како принцип на живење, но не води во живот, туку води во страдание. Јас имав доволно финансиски средства преку тој тип на работа да можам да функционирам многу добро
И дури во Америка кога работев на тој начин, бидејќи патував често, заработував и можам да кажам дека дури првиот джип го купив со тие средства. Зошто го кажувам ова? Затоа што сакам сите да имаат еден увид во тоа дека тоа е доходоносно. Меѓутоа, тоа е големата заблуда. Меѓутоа, кога се случи она патување во Израел и кога го искусив тоа внатрешно искушение од непријателот кој што го манифестираше врз мене на самото место на Голгота, каде што Исус беше распнат, сватив дека се што ми се случува е една голема духовна војна за мене, односно против мене, и тогаш после сите тие искушенија искусив колку е голема Божјата благодат. После враќањето од Израел во Македонија, кога се вративме во Скопје, зборам 16 март, беше денот кога искусив богојавление. Имено, вела дека Бог никој не го видел, да, Бог таткото никој не го видел, освен Исус, кој што е неговиот син и кој што е едно со таткото. Јас имав средба со Исус Христос, кој што е Божиот син, односно нашиот Господ и Спасител. Тоа богојавление не беше иницирано од книги или од проповедници или од некој друг човек. Тоа утро станав со желба дека не сакам да живеам и додека бев сам дома, гледајќи кон прозорот, ја искусив таа надприродна појава кога го слушнав Божиот глас и кој што ме упати за да се придвижам кон облаците и да го прославам Бога. Го кажувам сето ова во едно по-кратко изложување, бидејќи за истото имам и книга за тоа сведоштво напишано, исто така и други видео сведоштва, но кога почнав да го славам Господа, видов дека сум помеѓу небо и земја и тогаш видов еден крст во далечината. Како го славев Господ? Крстот се приближуваше и го видов Исусовото тело кое што беше распнато. Мислев дека е сон, потоа мислев дека е само визија и си реков ќе ги отворам очите и ќе заврши сето тоа. Кога ги отворив очите, веќе се наоѓав пред самиот крст и кога го кренав погледот, го видов Исусовото тело распнато, немаше крпа како што гледаме дека го представуваат по филмовите и по иконите и така натаму. И видов дека Исус е гол, дека претрпел срам, отфрленост, сето тоа го претрпел. Го видов неговото мртво тело. Толку тоа ме трогна што во истиот момент искусив една внатрешна, уште поголема болка, би рекол, од претходното што го чувствував. Тогаш забележав дека копје пробива во неговите ребра, како беше извадено копјето од страната на одредена личност како војник. Таа крв започна да капе, односно да паѓа, и таа почна да паѓа врз мене. Капка по капка станав целиот црвен и тоа ме потресе уште повеќе, бидејќи сето тоа веќе беше надприродно и јас не го контролирав со мојот ум или со фантазија, или едноставно бев во една состојба во која што си учесник и си сведок. Додека липав и стенев во својата душа, од мојата десна страна забележав дека некој се придвижува, бидејќи бев на коленици, кога се свртев ги видов стапалата на Исус со дупките, со бела одежда која што блеска. Свети се приближува и ми се обрати: Константин, зошто плачеш? Зошто плачеш, беше прашањето. Сватив дека Исус ми зборува и го гледам Исус пред мене распнат, а од друга страна Исус веќе воскреснат, се променува целата состојба и јас таква една љубов, таква милост до тогаш немав искусено. Кога Исус ми се обрати, тој глас, тоа пронижува внатре, во сите пори во својата душа, во битие. Тој трепет не може да се објасни со земски зборови. Јас одговорив на тоа прашање дека мислам дека умрев или дека имав таква состојба, но Исус на тоа одговори дека не сум умрел и дека тој ме повикува да споделувам за него дека е жив, дека тој е Господ и Спасител, и исто така дека треба да им кажувам на луѓето за него и дека тоа на таков начин дека ќе ја поттикнувам верата кај луѓето, а таа вера ќе биде како мост преку кој тој ќе дојде во нивното срце и во нивниот живот.
Јас тука се оправдував и велев дека не сум достоен, сватив дека сум грешник, дека јас не сум доволно чист, не сум теолог, не сум човек кој што е спремен за такво нешто, но повторно Исус ги изусти сите тие зборови и после тоа веќе после тоа искуство продлабочивме со една уште подлабока љубов и информација која што многу подлабоко значеше за мене и за насоките за моето живење. Од тој момент осетив ослободување од сето она што претходно ми беше како терет. Исус ми рече да ги отворам очите, јас не сакав, се противев на сето тоа, но потоа ги отворив очите и сватив дека сум во својот стан. Ми беше криво затоа што не сум со него, но неговото присуство беше се уште присутно и ми кажа се што видов, се што искусив дека треба да го запишам сето тоа. Го запишував сето тоа на тетрадка, меѓутоа присуството негово се уште трепереше, ми ја трепереше целата снага, после кое што започнав да одново плачам. Не ми беше јасно зошто го искусувам сето тоа и се прашував зошто Господе јас плачам во сето оваа состојба. Но тогаш го слушнав одговорот, рече бидејќи стариот Константин умре, се роди новиот Константин. Јас реков добро. Јас не знаев што е наново раѓање. Но тој момент почна еден пресврт во мојот живот, почнав нов живот и чувствував тие денови голем глад, не знаев каков е тој глад. Јадев, меѓутоа не физичка храна, имав потреба за нешто повеќе. Открив постепено дека тоа е Светото писмо, го отворив Новиот Завет и започнав да читам, но не можев да престанам, сватив дека тоа е духовен глад. И започнав да пијам, да се хранам од Божите зборови, како се да ми беше јасно. Претходно имав отворено Библија некогаш во животот, но се тоа некако ми било блиско, а далечно, без подлабоко разбирање за нештата. Но во тој момент сето тоа беше различно. Читав како да ми е отворен умот за да можам да разберам и продлабочувајќи во сето тоа што е Божја реч, почнав да впивам се повеќе и копнеш за да барам да му служам на Господ. Се молев во тие денови и барав од Господ да ми покаже дали е потребно јас да направам црква, да подигнам манастир, да се запишам на теолошки факултет. Едноставно размислував како на стариот начин што би можел секој да размислува, зборувам за еден вообичаен христијанин со малку познавање од верата и според обичаите и традициите кај нас, кога некој ќе доживее нешто, нели, прават некои такви работи за Господ. Така и јас барав во молитвата, го слушнав Божиот глас кој што рече има многу храмови, но празни се, потребни се живи храмови и тогаш веќе да искусив една визија, гледајќи дека луѓето всушност се тие кои што се повикани да бидат живи храмови и како во нив доаѓа Божиот дух, тие блескаат со светлина и дека тие се тие кои што се црква каква што Господ сака да биде. И тоа веќе ми покажа дека мојата мисија всушност е живо христијанство, каде што луѓето на вистина му служат на Господа во дух и вистина. Продолжив уште подлабоко да читам од Библијата и оние нешта кои што претходно ги искусив со богојавлението да ги пронаоѓам. Како на пример една карпа која што видов, разбрав дека Исус е карпата во Библијата. Потоа сите оние насоки кои што ми беа кажани, јас ги пронаоѓав целосно во Новиот Завет и во тој период не сакав да одам на работа, не сакав да работам веќе со пациенти, едноставно имав пауза некоја. И бев целосно посветен на Словото. Во тој момент разбрав дека се што работев до тогаш беше погрешно. Односно, и покрај тоа што е со добри намери, тоа не значи дека е вистинско. Кога ќе ја видиш вистината и кога ќе ја примиш и слушнеш, таа те ослободува од секоја заблуда, сватив што сака Бог, кој е Божиот начин, а кој е оној другиот начин кој што сите обично го прифаќаат. На тој начин јас настапив радикално во мојот однос и со пријателите, и со клиентите со кои што работев и на сите им објавив дека Исус Христос е жив, дека е Господ и Спасител и дека се што сум работел до тогаш
нема повеќе да го работам, затоа што можам само да се молам за нив и дека тој е тој кој што исцелува, а не јас. Мојот пристап на такво јавно, радикално објавување на сето тоа што го искусив беше на самата конференција која што меѓу другото јас ја организирав и беше конференција за чакри и за луѓе кои што се занимаваат со такви нешта. Има и покането гости од странство кои што се занимаваат со тие нешта. Но јас слегов и од хотелот во таа сала, во хотелот имаше присутни 150 луѓе и тој беше моментот каде што требаше да го дадам моето сведоштво и јавно да се покајам и да кажам дека се што е техника од таков тип, сето она што е каде што се поставува човекот на пиедестал, дека тој е центар на светот, тој е егоцентризам, дека сето тоа не му носи слава на Бога, дека сето тоа е суета и дека сето тоа е грешка, грев пред Бога, бидејќи на Бог му припаѓа сета слава и ние не можеме да се боготвориме себе си. Исто така во тој мој јавен израз им дадов детални обработки од Библијата на сите учесници, дека ни гледањето, ни бајачките, ни хороскопите, ниту сето она кое што може би интересно како одлика на современа духовност, сето тоа е всушност погрешно, лажно учење и дека сето тоа води во кал, во заблуда и би рекол пекол, како што и самото слово тоа го објаснува. Луѓето беа шокирани од мојата изјава, но исто така во тој момент јас се покајав за сето до тога што го работев, се одреков од сето тоа и ги поканив сите да ми се придружат во мојот пат кон Христос. Не можам да кажам дека сите се израдуваа, имаше различни реакции. Тогаш исто така имав некое водство од Бога чудесно, ја осетив Божјата сила како проделува низ мене и заповеда во името на Господ Исус Христос да заминат сите нечисти сили, нечисти духови кои што ги држеа луѓето под робство на тие учења кои што се поврзани со просветлување, со самозаблудување и слично. Имаше присутни и луѓе кои што се занимаваат со хороскоп, кои што се беа следбеници на Сај Баба, кои што работат со космичка енергија, прана, рейки, биоенергии, различни мистични некакви учења. Од сите тие истите имав јас опит, меѓутоа сето тоа е само празна приказна која што води во длабока заблуда и цената е огромна да се искуси последиците од лагата. Некои од тие луѓе прифатија, разбраа, други се налутија, јас им побарав и прошка, но тоа беше нашето збогување со некого и почеток на еден нов живот. Од тој момент започнавме со таа група на луѓе кои што се интересираат од Светото Писмо да се собираме заедно да го славиме Бога со песни кои што доаѓаат инспирирани од Светото Писмо и да се молиме заеднички. Почнавме од Оче наш, а потоа да читаме од Словото, секој да искуси она што Бог му го зборува. И така започнавме со таа група која што од 30 души расташе, стана 60, 80, 100 и веќе после една година од целиот тој настан, во 2013 година, веќе имавме нова конференција. Пред да се случи таа конференција, сакав да зборувам со некои пастори и некои лица во нашава земја, кои што имаат искуство од овие нешта. За жал, наидов на отпор, бидејќи веројатно бев озогласен меѓу нивните редови дека сум пропагатор на лажни учења. Јас од Библијата знаеме сите, веројатно, мислам дека знаат за апостолот Павле, кој што претходно беше Савле и кој што ги гонеше христијаните, пишува за тоа во Светото Писмо, но кога Христос му се објави на патот кон Дамаск, кога ослепе Павле и кога свати дека всушност го гони самиот Господ, потоа прогледа и веќе беше крстен и од Савле неговото име стана Павле, истиот тој кој што го рашири Евангелието меѓу незнабожците.
Таа преобразба која што се случи со него ја искусив на некој начин и јас, без да бидам провоциран од било каква проповед или човек или Свето писмо, бидејќи немав допирна точка. Подоцна разбрав дека навистина Бог може да му се објави на човекот, не затоа што човекот заслужил, туку едноставно би рекол дека тоа е милост Божја. Кога веќе се спремав за таа конференција и кога веќе не можев да најдам гостин да учествува некој на таа конференција, бидејќи ме гледаат како опасност пасторите, зборувам во Скопје, кои што служат во различни цркви, кои што се христијански деноминации, се обратив во Бугарија и тогаш поканив еден пастор кој што прифати да дојде, тој е пасторот Васил Петров, и исто така поканив еден човек кој што е месијански служител, односно израелец, кој што верува во Исус дека е Месијата. И тој како евангелист беше исто така присутен на таа конференција. На таа конференција исто така имавме нови 150 учесници и темата за конференцијата беше Светиот Дух и крштевање со Светиот Дух. Би рекол дека беше надприродно искуство и случување кое што сепак Бог го водеше целиот настан. На тој настан го споделив исто така сведоштвото, а веќе новите луѓе кои што беа присутни слушаа, навистина имаа жети за повеќе. Тогаш овие гости кои што имаа свое излагање, искусија во себе поттик да ме помазаат мене и мојата сопруга за пастори. Јас до тогаш не ни имав идеја што е тоа пасторување или пастор или нешто повеќе од тоа, но знаев дека е да бидеш помазан за да имаш духовна служба, да служиш на Бога и да ги водиш луѓето по Божиот пат. Така се случи помазанието да станеме пастори на таа конференција 2013 година и од тој момент веќе заедницата наша да има тенденција кон тоа да се формира како една легална форма на заедница, кое што според општеството и според законот тоа значеше да се биде регистрирана црква, верска заедница или религиозна група. Тоа беше нов предизвик кој што не го очекував и на кој што најдов со голем отпор, со големи реакции од јавноста, дека јас кој сум за тоа да го правам и како можам јас да го правам и слично, но Бог одново промисли и веќе самата регистрација на црква ја добивме како подарок од пасторот Власте Петрушевски од Куманово, кој што ја имал веќе регистрацијата од поодамна и покрај тоа што веќе бил во црква, сепак ја имал регистрацијата. Ние, благодарение на таа Божја промисла, се формиравме како христијанска црква Благовест во Република Македонија, која што подоцна, после неколку години, и стана представник на една светска голема пентакостална деноминација. Тоа е Црква Божја од Кливленд, Тенеси. Соработувам со нив, соработуваме со браќа и сестри од светот, зборуваме јавно за Евангелието, го споделуваме Евангелието, зборуваме за тоа кој е Исус Христос. Би рекол дека имав предизвици, ден денеска ги имам, сватив што значи луѓето да те гледат како нововерец, како забеган, секташ и така натаму, сум бил пејач, па сум бил ова, па сум бил она, па пари сум им зимал на луѓето и сето она кое што беше од минатото се обидуваа да го изнесат како да е актуелно во сегашноста. И покрај тоа што од тогаш помина многу време и ден денеска слушам разни приказни кои што не се вистинити, но не можеш да разбереш зошто тоа се случува. Само научив дека треба да простувам, дека љубовта го победува злото и дека треба да се угодува на Бога, а не на луѓе. Јас не работам, она што го работам професионално како физиотерапевт, го работам исклучително тоа, додека во црквата Благовест се молиме за луѓе кои што имаат потреба, подучуваме и ги поттикнуваме луѓето на лична врска со Бога, да се зависни од Бога, а не од човек. Тоа е она кое што е актуелно, кое што го работиме повеќе години, покрај тоа што имаше обид да бидам дискредитиран
како човек, како пастор и така натаму, сепак научив тоа да не ми биде важно, бидејќи не живеам за себе си, туку живеам за Бога. Дали она што го пропагирате вие е нова вера, или пак која е разликата со останатите цркви, бидејќи ги има многу? Има многу цркви, да, има многу деноминации христијански, главни деноминации или категории се католичката, православната и протестантската, но има и различни други кои што се среќаваат и во Македонија како и во целиот свет. Јас и ние како заедница веруваме во троединиот Бог. Бог е троединен, Отецот, Синот и Светиот Дух. И нашата вера е заснована на Светото Писмо од Стар и Нов Завет. Веруваме во тоа дека Исус е Божиот Син, дека дојде ја исполни волјата на Отецот, дека умре за нашите гревови на крстот, беше погребан и на третиот ден воскресна, и дека спасението е само со вера во Него, кога човекот ќе се покае и ќе го прими и прифати Исус Христос за свој Господ и Спасител. Исто така веруваме во крштевање во Светиот Дух, како и во дарбите кои што се манифестираат преку Светиот Дух, кои што се различни, кои што се поврзани за исцелување, за дар на мудрост, вера, чуда и така натаму. Но она што е различно од другите цркви е што во одредени деноминации се користат и како извор на учењето и на нивната доктрина на верување се користат и други книги. Кај нас, во нашата црква, нема традиција, нема ритуали, не се практикуваат такви нешта, но се обележуваат празниците кои што се истакнати во Новиот Завет, како што е тоа Божи, како што е тоа Великден, како што е тоа Педесетница. Тие се главни празници. Немаме релација кон светците, односно разбираме дека светците се луѓе кои што го посветиле својот живот на Бога, кои што работеле за да се шири Евангелието и Царството Божјо на земјата, но за да се прослави името на Господ Исус Христос, и истите тие биле водени од Светиот Дух. Тоа го знаеме и тоа го разбираме. Го дале својот живот за Исус. И тоа е тоа. Нивната душа кога тие починале, веќе е при Господа, но тие не се богови. И тие не се оние кои што исполнуваат желби или молитви. Тоа е многу различно за некои луѓе, бидејќи некои луѓе ги третираат како што ги третирале боговите во античко време, кога се молеле на Зевс, па на Афродита, па на не знам кои други и така натаму. Во христијанството треба да е јасно и да е јасно на секој христијанин дека славата му припаѓа само на Бог, и ако сакаме да му дадеме слава на Бог, дека тоа го правиме славејќи го името на неговиот Син кој што го пожртвува за сите нас и е наш Господ и Спасител, а тоа е Исус Христос. Тоа го пишува во Светото Писмо и славата на друг не му припаѓа. Соодветно, ако се молиме на Исус, бидејќи тој е тој кој што се застапува за нас пред Бог Отецот и седи од неговата десна страна. Ова е многу важно, но многу луѓе тука немаат познавања и заради тоа имаат пречка во тоа лично да го искусат Божјото присуство. Зошто? Затоа што идолопоклонството е тоа значи да имаш идоли, да се поклонуваш на тие идоли, како што се всушност лажните учења и оние од паганизмот, каде што луѓето се поклонувале на различни кукли, слики и така натаму. Што не е различно и во ден денешен, кога гледаме дека луѓето наместо да му се молат на живиот Бог, се молат на светците кои што се починати луѓе, кои што се навистина биле посветени на Господа, меѓутоа нивните души се при Господа. Тој што умре и воскресна и е жив, тоа е самиот Христос, кој што ако веруваме во Него и нас ќе не воскресне, кога за тоа ќе дојде време. Вашата црква е доста активна на социјалните мрежи. Каков е вашиот пристап кон луѓе кои не се запознаени со христијанството? Во Светото Писмо пишува дека секој човек сгреши и дека секој отпадне од Божјата слава и дека нема праведен човек пред Бога. Соодветно, секој човек кој што се раѓа го наследува
гревот од Адам и ние сите се раѓаме грешни, што е различно од оние позитивни лажни учења кои што се атрактивни за многу луѓе што немаат поврзано со христијанството. Тие учења учат на тоа дека се раѓа со божествена природа. Но тоа не е точно. Бог го создал Адам според неговиот лик, меѓутоа Адам имаше право на слободен избор, на слободна волја и ја послуша својата жена Ева, која што направи спротивно од Божјото слово, од Божјата реч. Бог кажа да не јадат од дрвото на познавање на доброто и злото. Змијата ја прелажа Ева, скина од тој плод, касна, потоа му даде на Адам. Се што е своеволие, се што е спротивно од послушноста кон Бога е грев. Тој грев кога се случи кај Адам и Ева се пренесе кон целото човештво, а соодветно последиците на гревот исто така, тие се и грев, и болести, и страдање, така натаму, но исто така и смрт. Бидејќи сите сгрешивме пред Бога, тоа значи дека плата за грев е смрт и дека секој го очекува смрт, не само физичка смрт, туку и вечна смрт. Но Бог им даде на луѓето и негов закон за да осознаат дека се грешни и дека неговиот стандард за светост и праведност е висок. Со тој закон даден преку Мојсей, сите разбираат дека се грешни и дека колку и да сакаат да ги практикуваат тие закони, не може да се оправдаат пред Бога. Исус дојде како жртвено јагне за да го исполни законот и да биде жртвата што се дава за да се нашите гревови опростат еднаш за секогаш и кој што ќе поверува во него да не загине, да не умре, да не исчезне, да не заврши во пеколот, туку да прими вечен живот и спасение. Нашиот пристап како црква е јавен и ние директно кажуваме на луѓето дека сите се грешни и дека на секого му е потребен Спасителот кој што е определен од Бога и кој што е Господ Исус Христос. Никој сам себе не може да се спаси, ниту има друг начин за спасение или друг пат до Бога, бидејќи Исус е патот, вистината и животот и никој не доаѓа при Отецот освен преку Исус. Тоа јавно го зборуваме и доколку човек поверува во извршеното дело на крстот од страна на Исус, како и тоа дека Бог го воскресна од мртвите и дека Исус кога воскресна потоа се вознесе и седна од десна страна на Отецот Небесен, ако човекот поверува во своето срце и го исповеда тоа со своето уста, ќе прими спасение, а исто така и она што го пишува во Светото Писмо е тоа дека ќе стане и Божјо дете кое што не се раѓа од машка поход, туку од Бога. И ние можеме да кажеме покајте се грешници, и тоа е повикот кон сите, но кога ќе се покајат веќе не им викаме грешници, бидејќи тие веќе не живеат, не треба да живеат како грешници. Туку кога веќе ќе се покајат и поверуваат во Исус Христос, го примат за свој Господ и Спасител, живеат како праведници, бидејќи Исусовата крв која што се пролеа, сите нас не оправда и не очисти како да не сме сгрешиле. И тоа го пишува во Светото Писмо и е револуционерна порака која што го ослободува секој верник од вина, од терет, од мака. И она што е важно, кога човек ќе е веќе спасен и ќе поверува во Христос, нели станува Божјо дете и веќе има лична врска со Бога. Учи како да живее по милоста Божја, а не според нови заповеди или според оние заповеди од Стариот Завет. Бидејќи кога веќе е оправдан човекот, живее по благодатта Божја, по милоста на Бога. Секој ден живееш уверен дека Бог те љуби, дека те сака и дека е на твоја страна. Не затоа што си достоен, не си достоен, не затоа што си со твои добри дела си се оправдал, не може да се оправдаш, туку единствено со вера во Христос и тоа е дар. Ако платата за грев е смрт, тогаш Божиот благодатен дар е вечен живот преку Христос Исус. И секој што во него ќе поверува, го прима спасението, вечниот живот, станува Божја праведност преку Христос и веќе живее нов живот, спасенички живот, по милоста на Бога. Кога велам по милост на Бога, зборувам дека секој еден миг од нашето постоење е по милост на Бога. Но кога живееш по милост на Бога, тоа значи дека си благословен. Не затоа што ти нешто си пораснал духовно и си голем мудрец,
Благословен си затоа што Исус стана проклетство на крстот. Бидејќи висеше на дрво, а пишано е во Светото писмо, Исус стана проклетство, земајќи го од нас проклетството од законот, зашто секој оно што не го исполнува Божиот закон, врз него се манифестира проклетството и Божиот гнев. Секој што ќе го одбие Христос, секој што нема да го прифати Исус како жртва преку која што доаѓа спасението, се соочува со последиците на својот грев кој што го има и од раѓање и го живеел во текот на животот, но и Божиот гнев останува врз него. Значи, Бог е праведен и свет. Луѓето знаат само дека Бог е љубов. Да, Бог е љубов, но тој е праведен и свет. И неговата праведност и светост единствено беше задоволена преку Исус Христос и тоа што Исус го направи на крстот за секој еден од нас. Ова е многу важно да се истакне. Зошто? Затоа што само преку него можеме да бидеме во Божјото присуство. Многу е исто така битно да истакнам дека луѓето тоа не го разбираат и сакаат со свеќи, со зејтини, со колења на јагниња, слави некакви кревања, на тој начин мислат дека ќе се доближат до Бога. Не разбираат дека дури и се да дадат, и донации да дадат, и милиони да дадат, и куќи да продадат, едноставно тоа нема вредност во Божји очи. Она што има вредност во Божји очи е само Христос, неговиот син, кој што беше послушен до смрт и го направи тоа дело да умре за сите нас, за ние преку него да примиме живот. Спасението доаѓа со вера во него и тоа е по милост на Бога. Така да кога човек е спасен, веќе не е потребно да се жртвува нешто, да се прави некакви ритуали и традиции, едноставно може да го слави Господа, да живее според Светото писмо како што треба и со водство од Светиот Дух. Ви благодарам што одвоивте време. Се надевам дека во иднина ќе разговараме и на други теми. Благодарам. Благодарам и јас и ги поздравувам сите кои што следат и кои што сакаат малку повеќе да слушаат за Бога, бидејќи ова се последни времиња, ги гледаме знаците на последното време и се разбира, знаеме дека Христос наскоро ќе дојде по својата црква. Соодветно, кога зборувам за црква, не зборувам за институција како црква, туку зборот еклесија од грчки значи собрание од верници. Соодветно, Господ доаѓа по своите верници кои што се во единство и во чии што срца е Божјата љубов. Соодветно, верувам дека многу од луѓето кои што се чувствуваат осамени, отфрлени и несигурни дали ќе бидат спасени и кренати заедно со другите верници кога Господ ќе се појави, сега ете и е можност да поверуваат во него, да го изберат Исус Христос за свој Господ и Спасител, да се откажат од стариот живот, да се покајат за своите грешни дела и се разбират да започнат да одат по Божјиот пат, односно по самиот Христос.